И во оваа сала луѓе кои не памтат дека невладиниот сектор бил коректив и на владите на СДСМ пред 2006. Овде има сигурно некој кој пред 2006 не бил политички ни мотивиран. Значи не го интересирала политиката, туку бил средношколец или не се слуша. Да. Така да тоа не ми е мене нешто страшно, 45 е дури добро. Добро, да. Сега после овие тројци излагачи е малце проблем која тема да ја фатам за да кажам нешто ново, пошто повеќето работи ги кажа. Така да се вратам ја во историја. Во историја се вратам. Да. Значи, не можам да толку, треба да држам цел. Не, се вратам во историја на цивилниот сектор. Значи, ја идам од една генерација која зрееше во транзицијскиот период на пред 80-те години, ја матурант сум бил 84-та, кога веќе некои зрацоци на либерализам се чувствуваа во Југославија, но влегуваше па во еден погрешен друг правец и во такво обкружение сум растел. Така да можда беше тоа една од причините зашто еден повик 93-та година заедно со некои мои пријатели го прифативме од NDI, се сеќавам тогаш, кој инициираше граѓанско општество со работка на невладини организации, што за нас беше нејасна категорија, реално, 93-та година. Не дека не сме знаеле што е демократија, јас сум растел во мигрантски крај, каде што полот моите братучеди и стриковци живееле негде каде што се гласало и каде што се барало учество на граѓани, но самиот концепт на граѓанско општество за нас беше непознат, осим Сдружение на пензионери и не знам фериални и така, Сдружение на пионери и така натаму. Така да тој концепт не ни беше јасен, но ви велам, сум растел во такво обкружување, така да тој концепт ни беше интересен. Да не си во политичка партија, сепак да учествуваш во општествените збиднувања. И тоа беше една од причините и секако зидот, веднаш после тоа налетавме на зидот. Значи, група од околу 20 на души, пола од кои веќе не се во Македонија, покажавме ентузијазам за концептот, учествувавме на некои активности и одлучивме да регистрираме невладина организација, која во тоа време у полиција се регистрираше. На влада на СДСМ. И одиме ние со документите за регистрација, кај полициски таму офицер, и вика, шо сакате вие да регистрирате? Па невладина. Зашто? Па човекови права, владеена, право, демократија. Политика. Не, живи мајка, рекам, не ова политика. Бавење со политика, не е партија. И нам ни треба повеќе, скоро година дена, значи ова 93-та година се случува, ние во 94-та година се регистриравме и ја утнавме со Open Society Institute, година дена има се постари од нас. Правно. Но во 94-та година, со многу врски, познанства, индивидуални и групни така натаму, успеавме да се регистрираме и да почнеме да работиме. И мислам дека тој начин на организирање е тој кој го прави карактеристичен граѓанскиот сектор во Македонија. Значи, до 24 години го запознавме и регионот, и светот, и Европа, и така натаму, и отприлike имам една моја анализа како настанале граѓанските организации, па дури и во бивша Југославија. И има своји карактеристики. Во Хрватска, во Босна, невладините организации, одствен мал број од нив, се, како да кажам, наследство на големите невладини организации кои таму беа присатни поради конфликтот кој се случуваше и во Босна, и во Хрватска, и некако многу брзо се испрофесионализира. Ако вие работите за Mercy Corps или IRC, нормално дека вие после година или две работа ќе бидете ултрапрофесионални во работењето, но секако и трошоците и флексибилноста ќе ви биде помала. Од друга страна, во Србија и во Косово, цивилниот сектор почна да се развива во, како да кажам, donor-friendly environment. Беше доволно да имате ентузијазам, желба да работите во тој сектор, поради ризичноста на тој сектор, да имате приличен број на спремни донатори кои ќе ве поддржуваат. Баш поради тоа, ништо тој регион поминуваше. Јас се сеќавам дека наши партнерски организации од Белград одеа во Будимпешта да земаат финансии и реално немаа проблем со финансиите. Кај нас ние, нормално, освен Open Society Institute, која има таа среќа да позади себе има еден светски
гигант во филантропија и имаше обезбедено ресурси. Другите моравме прилично да бидеме и активни во тој фондрейзинг и креативни во начинот на представување на нашите идеи. Јас знам дека нашиот прв грант бил околу $265 и со тие $265 организиравме првата јавна дебата во Дом на култура во Гостивар, што беше нејасно и за учесниците на таа дебата. Ја имавме среќата да тој што не учествуваше во дебатата изгуби. Така да другите малце по-озбилно ја сватија улогата на овој дел на општеството. Да не зборувам за фасцинантниот одговор на граѓанскиот сектор за време на косовската криза, па дури за време на нашата криза. Јас сеќам се на партнерска организација од Тетово, младински центар, Среден Косовски ја водеше. Во пролета 2001 организиравме еден штампање на Daily Brief. Значи, 3 пати дневно штампавме информации од интерес за граѓаните, за да не оние rumors ни го уништат општеството, затоа што во тој период имавме 2 телевизии во Гостивар и Тетово. Имавме МТВ и CNN. Може да замислите каква разлика во пристапот до информација имаше тогаш, и тоа негативно рефлектираше и кај граѓаните. Се стравови, се затворила полицијата, бегаа луѓе. Сето тоа беше дел кој ние го идентификувавме као проблематичен и каде што партнерски се договоривме да врз тоа влијаеме. Мислам дека тогаш и нашата прва институционална соработка и со Open Society Институт почна, сеќаш се, каде што ние знам еден голем фотокопир добивме тогаш од вас, но тоа според нас беше тоа што требаше во моментот. Да не зборувам за 99-та. 99-та година, бар во тој дел каде што ние сме стационирани, беше и општествен одговор на кризата, баш поради блискоста на албанците со Косово, беше општествен одговор на таа криза, така да се сеќам дека направивме еден многу уникатен проект, и тоа без пари беше. Формиравме датабаза на бегалци, затоа што нашата косовската криза ги имаше своите карактеристики. Беше многу брза, повеќето луѓе се прерасподелија од хуманитарните организации, не од државата, така да 105-60 илјади луѓе се изгубија по приватни домови. И во таква криза беше, според нас, ургентна потреба да се идентификуваат кај се тие личности и да ги поврземе со нивните блиски. Така да, со помош на една англиска организација, направивме датабаза на тие бегалци, ја лансиравме на Јакову. Имавме 24 сата луѓе, деца кои беа спремни и да ставаат податоци на вебсајтот, но и да одговараат на телефонски повици. И тоа беше фантастичен проект. А ве уверувам, не кошташе околу 3000 марки, мислам дека беше во тоа време, затоа што толку не кошта сметките, сендвичи, пијалоци, така натаму, сето друго беше волонтерски. И мене ми се свиѓа тој, како да кажем, резистентен период на цивилниот сектор, кој реално, ако нешто одлучише да направи, ќе го направеше независно од политиката на донаторите во таа година. Ако тие одредиле дека ние треба да работиме на бели светла, а ние мислиме дека црвените се побитни, ние тоа ќе го сработиме. И тоа ни ја даде таа можност, бар таму од кај што идам, да се вклучиме и во други токови. Ја мислам дека дел од причините или дел од мотивацијата која треба да имате за да учествувате во граѓанскиот сектор е реално да го сакате тој, да ја сакате слободата што ви ја дава, да верувате во некои норми и принципи. Не се финансиите главниот фактор, затоа што ве уверувам, сите луѓе што работеле во мојата организација, а напуштиле, сега се на подобро платени работни места. Така да нам не ни фали квалитет на никој од нас тука, да се вработиме во некоја фирма и да земе сигурно подобра плата него во цивилниот сектор. Наша мана е што на тоа не сме укажале. Моите консултантски приливи се многу поголеми од платата во влади, но да работам во АДИ сакам. Мислам дека тој дух инсистирам и во АДИ да го промовирам. Па дури некогаш и кога влегувам во канцеларија и нема музика и нема светло, падам, се допушам музика, затоа што треба да е атрактивно да си во овој сектор, баш поради слободата што ти ја дава. И мислам дека негде во процесот на професионализација, побарање
на нашите донатори, некако овој дух на слобода полека го губиме. Има членови на граѓанскиот сектор кои се трудат да направат баланс помеѓу професионалноста и мотивацијата за учество. Ја мислам дека ние сме и од наши лични причини мотивирани да бидеме дел од граѓанското општество.